Почитувани медиуми, добар ден на уште една редовна пресконференција во Стопанската комора на Македонија. Темата на денешната пресконференција е перспективите на прехранбената, металната и електроиндустријата и ограничувачките фактори за нивниот развој. Всушност, со ова пресконференција сакаме да дадеме акцент на два исклучително важни сектори кои имаат значено место во вкупната македонска економија и низ факти и бројки да објасниме што е тоа што всушност ги прави значени овие две дејности и што е тоа што во моментов е ограничувачки фактор и каде тука Стопанската комора на Македонија делува или презема активности во насока на обезбедување на поволна бизнис клима. Имено според последните податоци со кои што располага Државниот завод за статистика, кумулативно индексот на индустријско производство за 11 месеци од 2018 година наспроти истиот период од претходната година и со пораст од 5,2%. Ако се анализира по сектори, преработувачката индустрија има раст од 6,5%. Истовремено во делот на рударството, иако има опаѓање во просек од 2%, сепак во делот на вадење руди на метал има пораст од 1,2%. Кај преработувачката индустрија би сакале да потенцираме дека од 23 индустријски гранки, во дури 15 има пораст на податоците, односно на индустријското производство и ќе акцентираме неколку дејности во ова форма. Значи, производството на машини и уреди, не спомнати на друго место, кои што во структурното учествуваат со речиси 13%, има пораст од 16,3%. Порастот на производството на прехранбени производи е со пораст од 2,9%, производството на моторни возила, приколки и полуприколки 27,9%, производството на електрична опрема 14%, производството на метали 6,4%, на фабрикувани метални производи освен машини и опрема која учествува во структурата со 3,57% има пораст од 11,5%, производството на основни фармацевски производи и фармацевски препарати пораст од 6,8%. Знаете дека ова не се нови податоци со кои денеска излегуваме свежи од денеска или вчера, ова се од пред известно време, вие ги знаете податоците. Во исто време има и пат на производството на облека и производството на пијалоци, но зашто ги акцентираме овие два сектори, како што кажавме, тие учествуваат во структурното учество на преработувачката индустрија со дури 81,3%. Би сакале да кажеме што е тоа што како деловни тенденции влијае на преработувачката индустрија. Значи, индикаторот на доверба е идентичен онаков како што бил во изминатиот период, останува и во следниот период. Обезбеденоста на производството со порачки има мало отстапување, односно на поборувањата на домашниот пазар оценката е дека се намалени за 2,6% поени, а на странскиот пазар за 1,3% поен. Но очекувањата за обемот на производство во наредните 3 месеци ќе остане на исто ниво. Оценките за економската состојба се поволни и се очекува бројот на вработените во следниот период да се зголеми. Она што сакаме да го акцентираме исто така е дека и натаму остануваме на искористеност на капацитетите на деловните субјекти под 70%, односно во ноември 2018 година искористеноста е 68,7%. Во оваа насока би сакале да укажеме дека Македонија како мала и отворена економија и како суровински зависна во отсуство на современа технолошка структура, со директна и индиректна зависност на реализацијата на јавните набавки и капиталните инвестиции, со ограничени меѓународни контакти, реален сектор кој што е се уште во ситуација која што зависи од исклучиво од странските пазари на кои што сме насочени, сепак даде поволни резултати и во однос на физичкиот обем на производството, во однос на извозот и во однос на намалувањето на инфраструктурата. Но она што сакаме да го потенцираме е дека најголемо влијание врз ограничувањето на обемот на производство имаат недостигот на квалификувана работна сила со 28,6%,
недоволната домашна побарувачка со 16,2% и недоволната странска побарувачка со 15,7%. Тука би сакале да кажеме дека според согледувањата на стручните служби во Стопанската комора на Македонија, а наспроти укажувањата на бизнис секторот, клучен момент и покрај тоа што се 3 фактори дефинирани како ограничувачки, сепак за компаниите од исклучително значење и оваа 2019 година останува недостигот на квалификувана работна сила. Можеби најограничувачкиот фактор во овој момент, за кој што на краток рок решенијата се речиси и невозможни. Во таа насока, имајќи го предвид сепак проектираниот раст на секторите, обезбедувањето на квалификувана работна сила која ќе одговори на новите предизвици, всушност обезбедувањето работна сила е и највисокиот приоритет на бизнис секторот. Особено е важно да се идентификуваат тековните потреби на компаниите во рамки на секторите и согласно, како што кажав, укажувањата на разни форми на состаноци, дебати, трибини што ги организираше Стопанската комора во изминатиот период, останува дека потребата од работна сила треба да се решава структурно, односно на долг рок преку реформи во целиот образовен процес, но во меѓувреме потребни се и краткорочни брзи решенија кои што ќе одговорат на потребите на компаниите. Во таа насока Стопанската комора на Македонија изминатиот период работеше на изработка на соодветни анализи во конкретни сектори, особено ставајќи акцент на прехранбениот сектор, на металната и електроиндустријата и што повеќе сработивме во овој дел во насока на потребите на бизнис секторот и што е тоа што бизнис секторот може да очекува во следниот период, повеќе од колегата Борис Тримчев. Особен акцент се става на потенцијалната работна сила која допрва треба да се вклучи на пазарот на трудот. Имено интересот на средношколците е се помал за техничките и средните стручни училишта и најголем дел од завршените средношколци денес го продолжуваат своето образование без да имаат интерес да се вклучат во работните процеси. Ова повлекува неколку проблеми. Прво се намалува работниот потенцијал во економијата поради интересот на средношколци да се запишат на повисоките нивоа на образование. Второ, завршените средношколци излегуваат без потребните знаења, затоа што поголем дел од нив завршуваат општо образование, односно гимназиско образование. Трето, средношколците што завршуваат во техничките стручни училишта немаат доволно практично знаење и вештини, затоа најчесто причина за тоа е што учат по најчесто застарени програми кои не се усогласени со потребите на пазарот на трудот и со барањата на самите компании. Во таа насока потреба од воведување на дуално образование на кој ќе биде базирано средното стручно образование повеќе од неопходна за македонската економија. Неопходни се промени во законот за средно стручно образование со цел да се создаде простор за имплементирање на концептот на дуално образование, што треба да овозможи зголемување на практичната вредност на знаење што учениците во средните стручни училишта ќе го стекнат. Покрај останатите предизвици од анализите можевме да ги заклучиме и следните проблеми, односно предизвици кои што се јавуваат на пазарот. Континуирано опаѓа бројот на запишани ученици во средните стручни училишта, а конкретно во земјоделско-ветеринарната струка, бројот на учениците во следните 10 години опаднал за повеќе од 65%, а скоро и да нема запишани ученици во квалификации со 2-годишно и 3-годишно траење на образование. Учениците не се доволно вклучени во практичната обука кај работодавачите, а од друга страна работодавачите не се доволно мотивирани да примат ученици на практична обука. Меѓу другото, тоа се должи на недоволната операционализација на одредбите од Законот за стручно образование и обука. Иако законот предвидува право на работодавачот да прима ученици на практична обука, треба да се стекне со финансиски, царински и даночни олеснувања, но во пракса не се операционализирани тие одредби од законот. Уписната политика не соодветства со реалните потреби на пазарот на трудот на локално ниво, се забележува несовпаѓање меѓу понудата и побарувачката на пазарот на работна сила, сега зборуваме на локално ниво. Училиштата повеќе се ориентирани околу заштита на наставниците да не останат без часови, отколку на реалните потреби за кадарот за потребите на локално ниво.
недоволна опременост на училиштата како за изведување на стручно-теоретските предмети, а особено за изведување на практичната обука. Особено е евидентно остапување од нормативите за опрема и просторни услови за реализирање на наставните планови и програми за образовните профили. Системот на постсредно образование е доста застарен и нефлексибилен и се изведува според образовни програми развиени при крајот на минатиот век. Процесот за иновирање на програмите за постсредно образование е побавен од промените во технологијата, а со тоа и од промените на пазарот на трудот. Иако уште во 2010 година е донесена концепција за постсредно образование, до денеска не се започнати вистински реформи во тој вид на образование, што значително го отежнува преминот на учениците од техничко во постсредно образование. Квалитетот на стручното образование и обука не е на задоволително ниво, ниту од аспект на вработливоста и расположливите стручни компетенции на завршените ученици, ниту од расположливите компетенции на младите за продолжување на образованието. Наставата и учењето во стручното образование и обука покажува слабости, како во поглед на употребата на современите модели и стратегии за учење, така и во поглед на начините на вреднување за постигнувањата на учениците. Сепак овие се предизвици и проблеми кои што ги забележавме во нашите истражувања. Сепак пазарот на трудот е жива материја и секојдневно имаме промени во тој дел. Сепак ние изработивме неколку препораки со кои што можеме интервентно да го надополниме тој јаз кој што се јавува на пазарот на трудот. Како препораки би ги истакнал следните. За да се зголеми атрактивноста на стручното образование и обука за запишување на учениците во побаруваните занимања, треба да се изградат силни механизми кои ќе засилат и подобрат финансиската поддршка во прв план на учениците во текот на нивното школување. Да се подобри практичната работа на учениците, како во училишните економии, така и кај работодавачите во реални услови. Потребно е да се воведат стимулацијски мерки за бизнис секторот, заради негова поголема вклученост и соработка со стручните училишта. Треба да се воведат и стимулативни мерки за наставниците, кои се ангажирани во училишните економии, но и можност за наградување на учениците кои учествуваат во создавање на приходи преку училишните економии. Неопходно е подобрување на состојбата на стручните училишта со лаборатории, работилници, нагледни објекти, опрема и потрошен материјал. Ваквата интервенција ќе овозможи подигнување на квалитетот на учењето и зајакнување на училишната пракса. Конкретно за земјоделската струка, потребно да им се вратат одземените површини на земјоделските училишта или да им се дадат нови површини во согласно со нормативите за просторот и опрема. Со тоа би се подобрила работата на училишните економии, како и квалитетот на изведувањето на практичната обука. Во насока на подобрување на средината за учење и во иднина треба да се размислува и за соработка на училиштата и компаниите преку јавно-приватно партнерство. Следењето на потребите од нови квалификации и креирање на нови посебни програми за образование на возрастни и верификација на институции и установи за реализирање на потребни програми за образование на возрастните. Во контекстот на доживотно учење треба да се успостави систем за валидација на неформално и информално учење и сертифицирање на лица кои стекнале знаења, вештини и компетенции во текот на животот, а при тоа нема добиено соодветна валидна потврда која што ќе биде призната на пазарот на трудот. Континуирано работиме во специфичното изнаоѓање на оние предизвици кои што се за таргетираните индустрии, бидејќи станува збор за специфични струки кои што се потребни за определените дејности, имајќи предвид дека компаниите се повеќе специјализирани за производите и кои што ги произведуваат или услугите кои што се нудат, знаеме дека треба и се поспецифични струки и се поспецифични компетенции да исполнуваат учениците во формалното образование или учесниците во програмите за преквалификација и доквалификација. Благодарам. Металопреработката дејност која сочинуваат 5 гранки, тоа е металната преработувачка фаза во метални производи, производството на електроопрома, производството на машини и уреди, производството на моторни возила и производството на друга останата опрема.
Со порастот на индустријското производство во сите 5 гранки, што ги спомна колешката Даниела, сакам да кажам дека за 11 месеци во период овие гранки остварија извоз од 2 милиарди 123 милиона евра, што е највисоко ниво од стоењето на државата. Од гранките кои ги сочинуваат, најголем извоз има извоз на моторни возила од 878,9 милиона долари, па производството на машинска опрема и уреди од 714 милиона долара, производство на електроопрема со 397,8 милиона долара, а најзначајни производи во извозот од овие гранки се производството на машини апарати за филтрирање, електроопрема за палење на авиони и бродови и друга електроопрема за автомобилската индустрија, и како најважно е производството на моторни возила и за превоз на лица и комунална опрема. Со самиот тој пораст на индустријското производство и извозот се зголеми и учеството во вкупниот извоз на земјата. Овие гранки учествуваа со скоро 1/3, односно 29% од вкупниот извоз во земјата. Со самото зголемувањето и на извозот и на индустријското производство се зголеми учеството во бруто домашниот производ, кој изнесува околу 4,3%, а најголем дел од паѓаат на производството на моторни возила и машини и уреди. Како што веќе колешката кажа, значи индустријското производство на прехранбени производи, кој со структурно учество е 11,03% во целокупното индустријско производство, минатата година забележи пораст од 2,9%. Ако се проанализира делот на увозот, извозот и застапеноста на овој сектор во вкупните движење, може да се каже дека минатата година беше успешна за овој сектор. Имаме зголемување на извозот во однос на истиот период претходната година за 3%. Иако, ако се разгледува учеството во извозот на овој сектор, истото е намалено во однос на претходната година за 6%. Значи, минатата година земјоделие и прехранбена индустрија учествуваше во вкупниот извоз со 14%, додека 2017 истото беше 20%. Но, тоа не се должи на намалување, напротив, како што кажат, имаме зголемување извозот, туку веројатно на пораст на извозот и на одредени други сектори кои на еден начин малку го потиснава овој сектор. Кога ги разгледувавме податоците, практично можеме да кажеме дека освен во делот на овоше и зеленчук свежо, каде што имаме едно благо намалување на извозот, практично во сите други сектори имаме зголемување. Делот на месото и преработките на месо, веројатно како резултат на владината мерка која по втор пат е веќе во сила, тоа е за увоз на замрзнато свинско месо за преработувачите, веќе ги даде ефектите, имаме 20% зголемен извоз. Имаме извоз на риби и преработка на риби од 100%, потоа други прехранбени производи, значи каде што влегуваат во главном кондиторијата и пекарските производи, имаме зголемување од 18%, пијалоците имаме 7% зголемување, млечните производи, јајцата 4% и така натаму и така натаму. Имаме само намалување во делот на тутунот и тутунските производи. Истовремено, во делот на увозот имаме намалување на вкупниот увоз, процентуална застапеност на увозот на земјоделски и прехранбени производи во однос на целокупниот увоз на Република Македонија. И истиот оваа година изнесува 15% наспроти 20% учество во 2017 година. Истото, и тука имаме благо зголемување на увозот кај одредени производи. Кај месото, односно преработките од месо, имаме зголемување од 6%,
Во делот на млечните производи имаме зголемување 4%, увозот на овошје и зеленчук е зголемен за 5% и делот на пијалаци е зголемен за 20%.